Добро почитувани, ниту во време на најголемата енергетска криза СДСМ не се откажува од директни преговори и празнење на буџетот наменет за енергетика. Од една страна носат решенија за бркање на луѓе на принуден одмор, од друга страна со непосредна спогодба, повторувам, со непосредна спогодба, прави договор на 19 милиони евра. ЕЛЕМ, државната компанија за производство на струја, склучи спогодба и договор во постапка со преговарање без претходно објавување на оглас на 19 милиони евра за ископ на 1,4 милиони тони јаглен, откако цело лето не се копаше јаглен и земјата ја втурна во тешка криза. Овој тендер доаѓа во време кога се носи и решение за принуден одмор на работници од компанијата. Од една страна, принуден одмор заради кризната ситуација, од друга страна, директен договор на 19 милиони евра. Ова е тој заклучок, тоа решение, подпишано од Васко Ковачевски за принуден одмор на вработени во РЕК Битола. Почитувани, ЕЛЕМ и РЕК Битола мора да одговорат како е дојдено до изборот на компанијата Марковски за зафат вреден 19 милиони евра во време на криза. Дали имало и кои биле другите компании и зошто тие биле одбиени? Зошто се оди на непосредна спогодба кога цела година се знаеше дека треба да се копа јаглен, а тој не се копаше? Почитувани, дека се работи за чист интерес, покажува и математиката. ЕЛЕМ на компанија избрана по лично видување дава 19 милиони за ископ на 1,4 милиони тони јаглен. Тоа значи дека цената за тон јаглен е околу 13 евра. Цената по која што се купува јаглен од Косово е 8 евра за тон, ако може да се верува на министерот Бектеши. Следејќи ги бројките, ЕЛЕМ и кадрите на СДСМ, разликата меѓу увозот и директната спогодба ја прават цели 5 евра по тон јаглен. Блескавите во енергетиката, криминогените структури во раководството во енергетиката, кои што ја оставија државата без своја струја и се уште неплатена увезена струја, по овој последен математички и нелогички зафат, во директна спогодба мора да одговорат. Дали изборот на фирмата во непосредна спогодба чини 5 евра по тон, односно, според договорената количина, 7 милиони евра повеќе. Почитувани, неспособноста, криминогеноста, лукративноста на СДСМ ја уништи Македонија и ја втурна во кризи со катастрофални последици. Ви благодарам.